Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите ексклузивно интервју со колешката или со госпоѓа Мирка Велиновска. Ќе бидат отворени многу теми, меѓутоа ќе бидат испратени 4 или 5 клучни пораки. Тоа се пораките кои во изминатите 7 дена администрацијата на Доналд Трамп ги испрати до македонските власти или до одредени субјекти во Република Македонија кои се борат против оној процес на соровизација или елиминација на структурите на Сорос од македонската политичка сцена. Тие 4 или 5 пораки се следните: издржите во наредните 12 месеци, бидејќи администрацијата на Доналд Трамп стои зад Република Македонија. Како второ, нема да имате проблем со албанскиот национализам и со албанската платформа, со која албанските партии сакаат да ја дестабилизират македонската политичка сцена. Како трето, нема да има промена на името. И како четврто, Македонија нема да стане членка на НАТО, туку ќе има билатерални односи со американската администрација и со Пентагон. Ален Далс е големиот шеф на американските безбедносни служби. Во периодот од 1953 до 1961 година Ален Далс е начело на американската ЦИА. Тој е автор на американската стратегија или на американската доктрина за борба против Истокот. 1948 година таа доктрина беше испратена до сите американски безбедносни и разузнавачки служби. Таа доктрина е составена од неколку точки, што значи дека е концизна и многу прецизна. Ние ќе презентираме 3 или 4 клучни точки на таа американска доктрина. Во таа доктрина се вели: војната е завршена, полека ќе изградиме и ние ќе дадеме се што имаме, сето злато, целата материјална мок, за да ги направиме луѓето како магариња и да ги полудиме. Акцентот се става да ги направиме луѓето како магариња. Човечкиот мозок, свеста на луѓето се склони кон промените. Посееме ли тамо хаос, ние неприметно ќе им подметнеме лажни вредности и ќе ги принудиме тие вредности да ги прифатат. Како? Ние ќе најдеме истомисленици, своји сојузници и помошници во нивните татковини. Малку по малку ние ќе одиграме грандиозна трагедија на смрт на сите православни Словени и конечно и неповратно ќе изгаснеме нивната национална свест. Акцентот се става смрт на сите православни Словени. Литературата, кината и театрите ќе ги слават најниските човекови чувства. Ние на секој начин ќе ги поддржуваме оние кои ќе го всадуваат во човековиот разум култот на сексот, на насилството, на садизмот и на предавството. Со еден збор, секоја неморалност. Во управувањето со државите ние ќе предизвикаме хаос и неред. Акцентот се става: во управувањето со државите ние ќе предизвикаме хаос и неред. И сосема мал број на луѓе ќе свата за што станува збор, но таквите луѓе ќе ги ставиме во беспомошна положба. Ќе се исмејуваме со нив, ќе ги клеветиме и ќе ги прогласуваме за отпадници од општеството. Што прават денешните медиуми под контрола на Сорос? Го прават токму тоа што го пишува во оваа стратегија. Што е суштината? Зошто? Зошто? Затоа што стратешки Америка не може да владее со светот доколку се воспостави комуникација трговска, политичка, дипломатска, културна на копното Евроазија. Тоа е суштината и на геополитичката игра во светот. Западна Европа, па Словени, кои се, ајде да речеме таму. За несреќа или среќа, така се позиционирани. И Азија. Така. Затоа, значи, Словените треба да ги нема, или да им се промени свеста. Точно. Они паралелно со ова да ги снема или да се оневозможи собирањето, организирањето на словенските народи или држави, нивната блиска комуникација, може да се спречи преку активирање на исламската трансверзала, односно американските стратези од рангот на Бжежински мислеа дека треба да се проба во предизвикување судир
меѓу православните христијани, односно словени, доминантно и муслиманите. Македонија беше жртва на стратегијата на поранешниот американски председател господинот Џо Бајден. Таа стратегија се нарекува трифекта и се потпира на 3 точки. Тоа е офанзива, тоа е дефанзива и е заплашување. Во Македонија е реализирана сегментот од таа стратегија кој се нарекува заплашување. Таа стратегија се нарекува три факта. Се потпира на 3 точки: заплашување, дефанзива и офанзива. Тоа го има и во ова доктрината на ЦИА. Целта е да се стимулираат двата нагони кај човекот, нели, во доктрината пишува да ги направиме луѓето магариња. Да им ги стимулираме стравот, со стравот иде дефетизам, неактивност, парализиран мозок и да се апатизира населението, да ја изгуби надежта. Ке нас е заплашување стратегијата. Да. И оди во 3 фази, или преку 3 инструменти, или преку 3 алатки. Прво е изолација, значи се изолира државата. Не ве примат од Вашингтон, Така. не ве примат од Брисел, бидејќи во Брисел они секундарен административен слој се германци, кои ги има става на Ангела Меркел, и преку Брисел и преку Вашингтон ние сме тотално изолирани. Второто е да се отворат одредени економски. Да не забораваме и со црквата, исто така. Гледаш дека они и преку православието со стимулирање на омраза меѓусебна, на недоварба, значи од политичко поле на религиозно поле. Да не може никош да се споиме. За никако да не можеш да се да најдеш заеднички јазик, него да бидеш антагонизиран на колективна основа. Господи Велиновска, после големото во 2001 година, структурите под контрола на МИГ-6, агентот Силвер, ја вади операцијата Расковник, тоа е Јован Вранишковски, се учипуваат у Македонската православна црква. Дел од владиците на Македонската православна црква, посебно што инклинираат кон Струмичкиот градоначалник, господинот Заев, нели, кој се гледа кој еден премиер, одработуваат. И таа ако беа ги помлада генерација духовници, значи тие се сите земени во обработка. Јас тоа го пишував во дневник, значи таа операција се вика калемење на сливи. Како вели таму Туркината, Пластелин. ќе направиме хаос и на тој хаос ќе посадиме вредности кои не се типични. Па не се, прво тие не се типични за нормален човек, а не за човек кој знае или кој е дел од заедница која има традиција, која има морални норми, разбираш? Ти која ќе ги оттуѓиш луѓето и која ќе одгледаш една ГМО, еве ние јас така ги викам, ГМО генерација, лабораториски оттуѓена, ти добиваш зомби производ. Кој го гледаме? Во Америка го гледаш. Така е. Во Македонија го гледаш, сегде го гледаш. Тие немаат абер дека се веќе одчовечени. Гледате, има уште два други. Интервенирано им е, и тие, не е тоа само испран мозок, тоа е нефункционален веќе човек. Што е суштината на македонскиот конфликт со поранешната администрација во Вашингтон? Проблемот настанува 2008 година кога Македонија не станува членка на НАТО на самитот во Букурешт. Од тој временски период Македонија менува својата стратегија и развија нова стратегија која се потпира на 2 точки. Тоа е брз економски раст. Во тоа на Македонија и помагат одредени израелски безбедносни и економски структури. И вториот факт или втората стратегија е брзо развивање на Министерството за внатрешни работи, посебно на петата управа во рамки на тоа Министерство за внатрешни работи. Таа блискост помеѓу македонските структури и израелските структури некаде 2010-2011 година почнува да им смета на американската администрација. И тогаш почнува политичката криза во Република Македонија која трае до денешен ден. Ударот е во 2 насоки. Економски да се дестабилизира Република Македонија и да биде дестабилизирано Министерството за внатрешни работи. 2 работи се обидува да постигнат. Значи во ова стратегија надал значи од 53-та година. Значи од 50-та година на ЦС вели сосема мал број на луѓе ќе сватат за што станува збор. Значи сосема мал број на луѓе ќе сватат. На таквите луѓе
ќе ги направиме да бидат во безпомошна позиција. Ќе бидат исмејувани од сите, ќе ги клеветиме и ќе ги прогласуваме за отпадници од општеството. Значи маргинализирани. Што прават медиумите на Сорос? Клеветат, исмејуват и ве прават нели отпадници од општеството. Па затоа што они вградиле во системот, како што кажува во доктрината, сегде ќе ги купуваат луѓето, домашните, значи домашните луѓе на земјата каде што или народот кој е нападнат, ќе ги купуваат шлямот, шлямот човечки од домашно потекло. Ќе го купуваат и ќе го стимулираат и ќе го наградуваат за да можат да ги рушат државите однатре. Односно, ти инсталираат, ја ги викам нагазни мини, фактички он ти инсталира deep state, ти инсталира паралелна држава во државата, која, денеска, јас се чудам како може да не го уапсиш за велепредавство, за загрозување на колективна безбедност, за рушење на држава, за преврат, да не го уапсиш Зоран Заев. Таа американска стратегија трифекта се потпира на 3 точки, автор е господинот Џо Бајден, и таа е реализирана изминатите 2 или изминатите 3 години. Првата точка е изолација на Република Македонија или потполно попречување на нормална комуникација помеѓу македонските власти, македонската влада, македонскиот претседател со администрацијата во Вашингтон. Втората точка е изолација на Македонија од структурите во Брисел. Првата фаза ја реализираат американските дипломати, втората фаза ја реализираат германските дипломати, посебно со помош на германското влијание во рамки на Европската унија. Следната фаза е предизвикување економски и социјални потреси во Република Македонија, како што беше направено во Турција во времето на Тајип Ердоган. На тој начин се смета дека најголема масовност може да имаат протестите по македонските улици и да биде дестабилизирана или да биде сменета македонската влада. И третата фаза е саботажа или напади на македонските безбедносни структури. Што се сака да се постигне со третата фаза? Да се внеси несигурност и да се внеси хаос во рамки на македонските безбедносни структури. Се делува од неколку страни или од неколку точки, односно неколку пункта. Например, во текот на минатата година, во еден исти временски период, имаме одредени закани за терористички акции од територијата на Република Косово. Во истиот временски период имаме блокирање на македонската јужна граница со мигрантската криза и во истиот период имаме шарена револуција по македонските улици. Гледате, со таа шарена револуција всушност се тестираше македонското судство и македонското обвинителство, бидејќи се делува во толпа, немаме индивидуална одговорност. Всушност со тој начин на делување, фрлање, уништување, сквернавање на одредени споменици или државни институции, всушност се тестира дали тие луѓе ќе бидат осудени. Ако не бидат осудени, тога се наметно чувството дека тие се недопирливи за македонските законски и судски органи. На тој начин тие се представуваат дека всушност се власт во рамки на Република Македонија и дека никој ништо не може. Тоа се трите елементи или трите есенцијални точки на таа стратегија трифекта на господинот Џо Бајден, со која администрацијата во Вашингтон сакаше да ја дестабилизира Република Македонија и да ја смени македонската влада. Има ли обвинител? Па затоа што кога ќе видиш дека нема, кога ќе видиш дека нема институција која си ја обавува по закон и устав утврдената работа, ќе ти стане јасно до каде стигнала ова, како го викам ја, калемењето на сливите во Македонија. Они тебе ти уградуваат, значи, динамит у организам или вирус у организам кој го активираат на далеченско. Ако не може да се најде обвинител кој може да го процесира Зоран Заев, и ако се развие чувство на неказнивост на една страна, тогаш таа стратегија на Џо Бајден, 3 факта кои се вели, заплашување, која е стратегијата за Република Македонија, тоа значи да ви го деморализира духот, да ви го деморализира граѓанството. Јас знам што значи. За среќа, без да си ги трошиш зборовиве, народот кај нас, јас 1000 пати сум кажал, не го идеализирам. Народ е збир од индивидуи, секоја индивидуа е свет за себе. Секакви не има, но како колективитет не успеа ција во Македонија. На толку труд, интензивна работа
и притисок, она успеа дел од елитата, општествена, да ја собере околу себе и да ја загади. Углавном, тоа е, ЦИЕ така работи. Си ги предаваат, нели, службите, агентури, од која ќе ги употреби една земја, на друга си ги предаваат. Тотално ги превзема, агентите или соработниците или тастерите, кодошите од времето на еднопартискиот систем, родителите и децата се сега шарени револуционери и активисти. Например, значи, затоа во Америка ги викаат овие цијашки операции и ЦИА како Deep State изведувач на Валканите работи, и во Америка, ама и ширум светот, ја викаат штази. За Америка е штази. Па не, работена е оваа доктрина на ЦИА е изработена, односно превземена од Гебелсовото министерство за вистина по паѓањето на Хитлер и влегувањето на американците во Германија, ја собраа цела екипа и ја однесоа во Америка. По тој модел работа. Они по тој, Менгелевштина е тоа. Ова е корицата или насловната страна на книгата The Big Bridge, пишена од поранешниот агент на британската агенција или тајната разузнавачка структура МИ6, господинот Ричард Томилсон. Во таа книга господинот Томилсон ги опишува првите контакти и првите операции на британските агенти на МИ6 на територијата на Република Македонија. Тоа се случува некаде 92-93 година, значи пред да биде отворена британската амбасада на територијата на Република Македонија. Во тој временски период се воспоставени првите контакти со агентот Силвер и неговата разузнавачка структура на територијата на Република Македонија. Со помош на таа разузнавачка структура, оперативците на МИ6 проведоа две суштински или тектонски операции на територијата на Република Македонија. Тоа е големото во 2001 година и тоа операцијата Пуч, која почнува 2014, 2015 и 2016 година. Албанците, албанска платформа. Гледате, таа структура која сега во ДУИ беше работена од француските служби, целата структура на ДУИ или на УЧК поранешна. Беше прво марксисти, ленинисти, таа беше работена. Знаеше француски, кога Саркози одлучува да се повлече од Балканот, ја предава таа структура на ЦИА. Значи како ова што беше од Коси од Удба е предадено на ЦИА, така и структурата на УЧК се предадено. Не си доволно точен. Мистер Стивенсон ги Велика Британија ги зема балистите. Бали Комптар, после поразот на... По моите информации, Рамуш Харидинај е британски играч, Хашим Тачи француски, сега амерички играч. Значи, Хашим Тачи не е сега, не бил француски, беше на Медлин Олбрайт. Да, фактички на ЦИА преку УСАИД. Предаден преку французите. Французите бидејќи базата им е у Швајцарија. Емиграцијата им е у Швајцарија, преку Швајцарија ги идат. Но, за нашата приказна, Хаки Абази, човекот кој е шеф на Делина Фицо, која е задолжена за Република Македонија, втората сопруга на господинот Еди Рама. Хаки Абази. Тој е најголемиот спонзор или финансиер на Ист-Вест институтот за невладини организации, за think-танкови. Што треба и Македонија. Да, тој е важи за еден од најбогатите институти, невладини организации, значи неброени пари има, а човеков Абази е извршен директор таму. Тој е во Rockefeller Brothers фонд. Тој е иначе во бордот на директори на Рокфелеровата фондација Brothers фонд. Еве како изгледа господинот Хаки Абази, кој е главен во таа Рокфелерова фондација, која е задолжена за делот на Западен Балкан. Тој е дел од најтесното раководство на известен институтот кој треба да делува во рамки на Република Македонија, еден од најголемите или најдобрите репрезенти на тоа албанско политичко лоби на територијата на Соединетите Американски држави. И тој е всушност човекот кој ги контролира и ги организира сите операции кои се насочени против Република Македонија. И нивната врска, Абази зашто е интересен,
Он е еден од спонзорите на американското албанско лоби, кое действува во Делавер, во сојузната држава Делавер. И многу интересно, таму е учипена или членува соработничката на Џо Бајден, Габриеле, како се вика? Даниеле Гарбе. Значи, од таму доаѓаат иницијативите на конгресмените и на сенаторите за распад на Македонија. Еве, тие се членови на тоа братство, да речем, лоби друштво. Преку нив ЦИА ги дистрибуира своите незаконски криминални сделки и трансакции. Една од тие е лиферувањето, трафикинг, како се вика, распространувањето на дрогата од Афганистан, која после интервенцијата американска таму, во Афганистан, е порасната за 55 пати. Можете да замислите. Господјата Даниеле Гарбе е представник на Стейт департментот. Во времето на Кондолиза Рајс таа е нејзин специјален помошник. Меѓутоа, својата кариера таа обавува неколку клучни функции. Например, е шеф офицер или шеф на дескот на Стейт департментот кој ги контролира или ги организира операциите на територијата на Република Турција. Има кариера во Либан, има кариера во Афганистан, има кариера во Шпанија, во Португалија. Станува збор за една маркантна личност. Всушност, тоа е господјата која ма е надредена на господинот Џес Бејли и која всушност во рамки на Стейт департментот ги контролира и активностите на господинот Бејли и активностите на господјата Нуланд. Всушност, господјата Даниеле Гарбе беше главниот оперативец за реализација на таа стратегија трифекта на господинот Џо Бајден. Тие црни пари од ЦИА, фирмата ЦИА и уште 2-3 други фирми се перат повеќе пати преку фондациите на Сорос и фондациите на Гулен. Значи, ако сакаме да ја видиме пирамидата на Deep State или на мочуриштето, што сака да го исуши Доналд Трамп во Вашингтон, треба да го имаме прво главата Џо Бајден, поштениот подпредседател на Обама, како шеф и координатор, потоа ова Даниеле Гарбе, па по неа доаѓа Стейт департментот со USAID структурата, односно Викторија Нуланд, па под неа доаѓа Филип Рикер, неговата екипа, Дейвид Бургер и Рајан Стонер. Тие се учипени во македонската амбасада, двајцата се воедно деск офицери на Стейт департментот за цел Балкан. Координираат. На 11 јануари 2016 година во Белата куќа поканат американскиот амбасадор господинот Џес Бејли. Тој доаѓа во Белата куќа во 12 часот. Во 12 часот и 30 минути му е закажан состанокот со господинот Џо Бајден. Тој состанок се одржа во 14 часот и 30 минути и средбата трае безмалку до полнок или точно до 11 часот и 59 минути. Целата посета на господинот Бејли на Белата куќа е во трајање некаде од 9 часа и 30 минути. Белата куќа работи безмалку до полнок, тоа значи дека не работи 24/7 само владата Никола Груевски, туку тогаш тој ден на 11 јануари 2016 година работела е Белата куќа. Тој ден господинот Бејли има оперативен состанок и со господјата Даниела Гарбе. На тој состанок е всушност скицирана целата стратегија и незината операционализација. Стратегијата треба да биде реализирана, како што кажавме, од 2016 до 2021 година. Даниела Гарбе, знаете ли што е?
специјален помошник на Кондолиза Рајс, деск офицер за Турција, постои поклопување во зоните кај што делува американскиот амбасадор Бејли и кај што делува господјата Гарбе. Господјата Гарбе ли е тој човек или тој фактор кој му држи грб на господинот Бејли? Да. Гарбе е под директна ингеренција на Марк Пенс, на подпредседател. Да. Практично, проектот, стратегијата на Џо Бајден, 3 акта, сега се префрла не на Доналд Трамп, туку на неговиот подпредседател, господинот Майк Пенс. Тој сега ја продолжува активноста на господинот Бајден. Според мене, клучен настане изведбата на политичкиот атентат на генералот во пензија Майкл Флин. Он беше под надлежност на Трамп и беше задолжен да ја раскине, испокине, исчисти ција, мрежата на валканата ција на Deep State. Има еден интересен податок, почитувани гледачи, тој дека на територијата на Република Македонија, од сите производи кои постојат во светот или од сите артикли кои постојат во светот, најмногу се увезува платина. Например, во текот на 2014 година, на територијата на Република Македонија е увезена платина во вредност од 978 милиони американски долари. На второ место увозот на нафтени деривати во вредност од 664 милиони американски долари. Увозот на платина се поврзува со името на господинот Бени Стајнминц. Тој е контраверзен израелски бизнисмен. Во врвот на неговата мок, неговото богатство се проценуваше помеѓу 7 и 8 милиарди американски долари. Денес неговото богатство се проценува некаде на околу 1 до 1,5 милиарди американски долари. Се смета дека на територијата на секоја држава, кај што доаѓа инвестира господинот Бени Стајнминц, во рок од 12 до 24 месеци се случува дестабилизација и промена на владата на таа држава. Господинот Бени Стајнминц е најголемиот противник на господинот Џорџ Сорос и тука станува збор за еден класичен конфликт во структурите на тој еврејско лоби, бидејќи секаде кај што е присутен господинот Стајнминц е присутен и господинот Сорос и тој конфликт помеѓу тие две структури е неизбежен. Последниот конфликт од таков формат се случи на територијата на Република Романија, која некаде пред 10 дена политички кризираше поради одредени внатрешни конфликти кои се случуваат на незината територија. Средината на декември, минатата 2016 година, романското јавно обвинителство отвора истрага против господинот Бени Стајнминц, се товари некаде за одредени злоупотреби тешки околу 135 милиони евра. Заедно со него се товари и престолонаследникот принцот Павле. Станува збор за класичен политички конфликт на структурите на Сорос и структурите на Бени Стајнминц. Кога Бени Стајнминц почна да инвестира во Република Македонија, сите кои се разбират во тие процеси веднаш знае дека Република Македонија ќе биде земја кај што ќе се случи политичко кризирање. Тоа реалноста го покажа. Ти УСАИД да го расклопиш, ќе видиш дека програмата на УСАИД не да помага, туку да симнува од власт влади кои не и се допаѓаат. Така пишува, кои не и се допаѓаат. А во УСАИД ти е уклопена оваа канцеларијава ОТИ, која калеми, нели, која формира кадри за паралелна држава. И плюс оваја контрактер главен им е АЕК. Зошто е заинтересиран Трамп за ова? Затоа што овој контрактор, чија задача е да ги потпира, да логистички да действува и да ги охрабрува шарените револуции, неговата главна задача е да ги добие на поклон минералните богатства и водата на државите што се нападнати. И она е овој контрактор на УСАИД, односно на ЦИА, е извршител на убиството на американскиот амбасадор во Бенгази. Амбасадорот морал да загине затоа што јавувал што работат
Јавувал во Стейт департмент. Поштен човекот мислел дека работи Што делува АЕКОМ, како делува АЕКОМ. Да. И тука е фатена Хилари Клинтон, уствари на дело, ама ги уништи 33.000 фајлови. Затоа е заинтересирана администрацијата на Трамп да се очисти тоа дувло за да се стигне, пошто кога ќе почнува да се расплеткува клопчето, ќе се видат сите. Сакате да кажете дека е заинтересирана за делување на АЕКОМ и на ОТИМ во Република Македонија, бидејќи тоа може да им помогне да расчистат. Па како сегде имаш нападнати држави, Македонија е многу сериозно нападната повеќе пати. Фатени се на дело, мислите, у Македонија? Да. Како функционира целата таа структура која требаше да даде одредена финансиска поддршка на шарената револуција? Начело на целата таа организација или кровна конструкција е организацијата USAID, која функционира на територијата на Република Македонија и која се финансира, освен преку структурите на Сорос, се финансира од буџетските средства на Соединетите Американски држави. Главната оперативна алатка на USAID е организацијата ОТИ. Организацијата ОТИ всушност е оперативната сила на целата таа структура. Ако USAID се бави со одредени хуманитарни форми на делување на територијата на Република Македонија, тога структурата на ОТИ всушност функционира за брзи политички промени или брзи политички транзиции. Дели мали грантови во вредност од 50 до 100.000 американски долари, може флексибилно да делува и всушност ги координира сите тие активности за промена на политичката клима и политичките структури во Република Македонија. Групацијата ОТИ има два своји контрактори. Едниот контрактор или еден соработник е структурата на АЕКОМ, кој делува во Република Македонија, и вториот контрактор или вториот соработник е ЕСТ институтот кој се формира во Република Македонија. Во неговото формирање учествуваат Младинскиот национален совет на Република Македонија, невладината организација АДИ на господинот Алберт Муслију, фондацијата Сорос и структурата на Метаморфозис. Начело на АЕКОМ во Република Македонија госпоѓата Елизабет Фелпс-Хили, а таа функцијата доаѓа веднаш после годишните одмори. На 15 ноември 2016 година таа побарува сертификат на тајност за делување на територијата на Република Македонија. И тука се поставува прашањето, почитувани гледачи, зошто одредена структура од типот на АЕКОМ, која е финансирана од USAID структурата во рамки на Република Македонија, има потреба од сертификат за тајност за делување. Дали тоа може би има некаква корелација со политичките кризи и промени кои се случуваат или треба да се случат во Република Македонија? Гледате, АЕКОМ е формирана 2001 година, па замрзната и 2002. И истите господи, значи Фелпс и ова Мартинес, присутни се и 2001, пошто в политиката нема случајности. Треба да ги знаете. Гледате, Фелпс или бара сертификат за тајност во делување. Така е. И сега ти ги гледаш структурите фактички, гледаш што они одработуваат. Тебе само ти се наметнува едно прашање. Зошто го таргетираат ВМРО ДПМН, односно Никола Груевски? Нели ти се поставува прашањето? Они си нашле контрактори или, како се викаат тие, шљакатори, локални, на валкани работи. И 2001 со големото уво, истите играчи у МВР, и СДСМ као глумажа, као маска, и сега со Зоран Заев е истото. И со Верушевски. Истото. И поставата ти е иста. Сите велат дека престушкувањето во Република Македонија била операција од грандиозни размери. Меѓутоа никој досега, почитувани гледачи, не ви кажал за каков обем на прислушкување станува збор. Прислушкувани се и снимени се разговори кои се сместени на 180 хард дискови. Станува збор за едно енормно количество на снимени телефонски разговори кои се сместени на 180 хард дискови. Секој кој се разбира во компјутерска техника ќе ви каже дека снимени разговори на 180 хард дискови всушност значат огромно количество на снимени телефонски разговори. Целата операција се спроведува во период од 2010 до 2014 година, кога во Република Македонија е набавена израелската опрема. Постоја два системи, главниот оперативен систем и резервниот оперативниот систем.
Всушност во структурите на МВР во рамки на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија не постои можност во оперативниот систем да се внесу USB или одредени стикови и на тој начин да се преснимуваат дел од сниманите телефонски разговори, туку тоа се прави на еден многу едноставен начин. Не се користи главниот оперативен систем, туку се користи резервниот систем кој всушност треба да биде одредена бекап или резервна варијанта ако не функционира главниот оперативен систем. Три структури имале допир или имале можност да го користат резервниот оперативен систем во рамки на петтата управа на Министерството за внатрешни работи. Тој бил началникот господинот Горан Груевски, тој бил заменикот господинот Георги Лазаревски и една трета личност кој со потекло од странска држава. Името на таа трета личност не го кажат ни господинот Груевски ни господинот Лазаревски. Луѓето кои се разбираат во тие работи велат дека кога ќе биде соопштено името на таа трета личност ќе стане вистински земјотрес на македонската политичка сцена. Некој од тие три личности, а истрагата вели дека тој е господинот Георги Лазаревски, на крај ќе видиме зашто всушност станува збор, го користи резервниот систем и снима телефонски незаконски прислушкувани разговори и ги сместува на 180 хардискови. Тие хардискови се зимат, се вадат од системот и на нивно место се става празен хардиск. Полните хардискови му се дават на агентот Силвер. Ако целата операција се реализира во периодот 2010 до 2014 година, ако првичните контакти на господинот Верушевски со господинот Зоран Заев се остварува дури на крајот на 2014 година, тогаш тука се поставува прашањето, почитувани гледачи, зошто и за кого некој снимал во периодот од 2010 до 2014 година, кога се воспоставуваат првичните контакти на Верушевски и Зоран Заев. Ние се обративме до специјалното јавно обвинителство и таму ни кажа дека кај нив е доставен само еден хард диск. Тука се поставува прашањето каде завршија тие 179 преостанати хард дискови на кои биле снимени недозволени телефонски разговори. Значи, прво да констатирам, прв пат Македонија, иако нема влада со, политички мандат, него некоја врста техничка влада, ние прв пат имаме директни комуникации или контакти воспоставено со новата администрација. Кога викам ние, и ние како новинари... На Доналд Трамп. Да. И прв пат имаме релевантни информации, значи добиваме хартии. Што тоа значи? Тоа значи дека им догорело до коска, тоа значи дека и они имаат мака, дека се во втора фаза на граѓанска војна, со центрите на моќ, фашистичките центри на моќ, учипени во секоја институција, не гледаш дека ти, шефот на Конгресот, републиканецот Пол Рајан, на платен список на Сорос е. Не гледаш дека Меккейн, сенаторот, на платен список на Сорос, имаше таму листа уште 6 души. Значи, ти сега треба тоа да го чистиш. За да не го чистат, за да го одложат тоа, они го пучира, односно го елиминира Генералов, кој уствари тоа требаше да го заврши, пошто е поштен човек, не е купен. Да искини мрежата. И сега зашто? И сега, значи, во моментов таму постои робовска битка. Дали Доналд Трамп ќе исчисти екипата или ќе го исчистат него. Значи Майк Пенс, кој е задолжен за оваа ција структура. Тоа е слабото, како се вика, мекиот стомак, од кај што се влезени. Од кај што се влезени и од кај што може да произведат реприза да постават председател без избори, ако го утепаат или го имплицираат, да речеме, Доналд Трамп. Како Линдон Џонсон, например. Па нормално, Кенеди така е убиен и Линдон Џонсон без избори стана председател на Америка. Играчите се исти, операциите се слични, структурата на луѓето кои учествувале во операцијата Големото уво и операцијата Пуч безмалку се идентични. Можеби мотивите се малку различни. 2000 година, 2001 година, всушност амбиентот кој претходи на операцијата Големото уво е малку поразличен, бидејќи тогаш на тапет е една мокна банка во Република Македонија.
Тогашната влада на Лјупчо Ѓорѓевски сакаше да ја згасне таа банка и на нејзино место да инсталира Македонска банка, бидејќи стануваше збор за живот и смрт или за одредено економско финансиско преживување. Таа банка, која имаше силни упоришта во македонските безбедносни структури, ги инсталира или ги активира тие структури и тие структури всушност се реализираат операцијата Голема Туво. Многумина велат дека всушност војната 2001 година е само коинциденција или одреден сплет на околности кој следи после операцијата Големо Туво, бидејќи суштината на Големо Туво не е да предизвика војна во Република Македонија, туку всушност да ги заштити финансиските и банкарските интереси на едно мокно влашко лоби на територијата на Република Македонија. Што викаат американците за платформата на албанците? Значи, најдиректно, она што викате, заборавете, не ја сваќајте сериозно, тоа е алатка за заплашување, дел од доктрината на ЦИА. Никаков фактор не се албанците, еднаш ние тука треба да го сватиме тоа. Ни бројчан, ни интелектуален, ни фајтерски, ни ништо. Тие се обични луѓе како и сите други. Земена е една генерација, работено е со нив, фатени се као мафијаши, за све требаат тие. Уценети се и направени контрактори. И сега, типови, како Еди Рама, кој е донесан од ЦИА на власт. Он избор, и кој го чекат избори во јули. Така да си жив и здрав. Све тоа треба да се помете. Заборавете ја Велика Албанија, нема никаква... Значи, оваа платформа е глупост. Кој сака, нек си верува. Или тоа што се вели зајак, по кого треба да трчаме. Да се, ако сакаш да се возбудуваш, ако сакаш да трошиш енергија за тоа, ќе видат, ќе го изедат стапот. И тоа директно. Ќе може ли да формират влада? Војно ќе им се интервенира. Не може они да си играат што сакаат. Обама за тоа се врати, нели, од одмор, они се во паника. Они се ловината. Обама ќе заврши на суд за велепредавство. Исто како и Клинтоновата фамилија. Исто како овие сега што тастеришат. Значи, Велиновска. Значи, ние не треба да се плашиме од платформата, треба да се занимаваме со себе. Пораката од Вашингтон, официјалната е, оваа година ќе мора да ја издржите на нозе, нема помош од надвор. Сами треба да се избориме, сами да се исчистиме, зашто и на Америка прв пат на дело е стратешкото партнерство. Билатерално. Каде што нема условување и уценување, каде што се вика помогни ми да ти помогнам. Тоа значи, взаемно. Според филозофијата на Трамп, градежен бизнис, ти давам бизнис, треба да ми вратиш. И порака јавна, мислам јасна, недвосмислена. Престанете да молчите и да одите тивко, без шум, галама, гласност, активизам, за да може Велиновска. взаемно да се црпи сила од това. Како функционира мокната британска разузнавачка мрежа или структурата на МИ-6? Има два главни центри на територијата на Европа. Едниот центар преку кој се покрива Западна Европа е со седиште во Женева. Вториот центар преку кој се покрива Источна Европа е со седиште во Виена. Всушност преку Виена се реализирани сите операции и целото прислушкување на територијата на Република Македонија. Структурите на МИ-6 се делат на три дела. Главна станица, кај што се вработени 12 оперативци. Помошна станица, кај што се вработени помеѓу 2 и 3 оперативци. И кутија, кај што има еден оперативец на МИ-6. Ако главната станица преку која се покрива територијата на Југоисточна Европа е во Виена, помошни станици има во Белград, Приштина и Софија во Македонија и еме кутија или само еден представник на британските разузнавачки структури, односно МИ-6. Велиновска, ќе формират ли албанските партии? Чекај сега да ти докажам прво за Груевски. Значи, првото е ова, што не дозволи. Тука се замери. Второто е дека не го прифати предлогот на Обама, што му го пренесе Џо Бајден, дека би било пожелно да се прекрстиме во Северна Македонија. И третото е дека му понудиле сега, ова е за мене ексклузивно, му понудиле
да биде она што е Албанија денеска, односно депонија на криминал, перална на пари и центар за обука на терористи. Тоа му го понудил Џо Бајден? Да. Значи, јас она што забележувам, што наши ве ќутат. Ова е, значи, во два извештаи на ЦИЕ Наведено. Илиновска. Груевски има две, Значи, евентуално три средби со Бајден. Вака, значи, она што, каде што е поразена ЦИЕ, е Груевски и македонскиот народ. Но, они го врзуваат тоа заедно, затоа што македонскиот народ го гласа него, а он, нели, го подигнал споменикот на плоштад, Александар Македонски го поставил, и со тоа му го исправил рбетот на македонецот. Тоа што е обратно од целта Стратегијата на Далс. Стратегијата на ЦИЕ, таа е уште важи. Ама таа им е устав. Па тоа е, они не менјаат, матрици не менјаат. И тоа е неговиот злостор, уствари. Повеќе од 90% од тие прислушкувани разговори кои се сместени на тие 180 хард дискови, всушност се прислушкувани разговори кои се однесуваат на состојбите внатре во СДСМ. Само 10% од прислушкуваните разговори отпаѓаат на прислушкувани разговори кои се однесуваат на членови на владата на Никола Груевски и луѓе од неговото најтесно обкружување. На што се доложи тоа? Агентот Силвер има добиена задача од структурите на МИ-6 да ја прислушкува работата и структурата на СДСМ, бидејќи таму требало да биде реализирана операција на менување на раководството. Тоа означало дека треба на чело на структурата да биде донесен човек кој ќе биде задолжен да го смени името на Република Македонија. При тоа не треба да заборавиме дека во ингеренци на британската дипломатија се сите отворени спорови на светската политичка сцена, кипарското прашање, македонското прашање, прашањето на Фолкландите, прашањето на Гибралтар. Значи сите отворени политички дипломатски прашања всушност се во ингеренци на решавање на британската дипломатија. Од тие причини структурите на МИ-6 преку својот агент господинот Силвер или агентот Силвер влегуваат во операција на прислушкување во Република Македонија, влегуваат во операција на промена во врвот на СДСМ и влегуваат во операција на приспособување на СДСМ за борба до финално истребување со партијата ВМРО-ДПМН, кој треба да резултира со политички промени, а подоцна со променен уставот и промена на името на државата. Ова Даниела Гарбе, што спомнуваме, е присутна на средбата која има Бейли со поранешниот потпредседател на Америка, господинот Бајден. Тој некаде 12 јануари минатата година. Подоцна таа средба се продолжува, трае 9 сати. Тука се ударени контурите на тоа што треба да се прави. Тоа е втората фаза. Менување на власта. Промена на власта во Македонија. Секоја цена да ја Ке се направили влада помеѓу ДОИ и СДСМ. Кои се вашите анализи и информации кои доаѓаат од Вашингтон? Сега, ја што ќе кажам, не мислам дека ќе се направи, но и ако се направи. Еве сега сите варијанти да збориме. Нема да трае. Значи, нема да трае. Дали народ сам, дали председателот на државата, дали комбинирано сите, ќе си ги превземеме институциите уопште да не чекаат дека Америка ќе реагира и ќе ги спашава. Се извинувам. Ако велите дека Обама, целата таа екипа, која е преку АЕКОН, преку ОТЕ, преку сите тие преку сите овие контрактори, дека ќе одговара за велепредавство во Америка. Ќе одговара, тоа го кажа на последната 90-минутна конференција за пресот. Во четвртокот, да. Доналд Трамп. Готово е тоа. Како се тогаш, собира материјал од сегде каде што действувале они. Се извинувам. Може да имаат сијаши, ама немаат војна сила ако и немаат полициска нарачателите сила. ќе одговараат во Америка, како контракторите или извршателите нема да одговараат у Македонија, туку ќе формираат влада. Тоа ми е прашањето. Да, ама нема да формираат, него овие што се од Америка ќе бидат маринци ќе ги спроведат горе, а овие што се домашно потекло, ќе нашите органи и служби ќе си ги третираат. Ние имаме техничка влада.
во моментов, условно речено, кој има ограничени ингеренции. Имаме председател на држава, кој има полн легитимитет да може да функционира. Имаме фаличен устав, имаме недоречен. фаличен устав, Имаме закана за мигрантска криза, Да. значи на чекање стојат 70.000 бегалци. Пролетва се ќе Значи тргне. 70 во моментот стојат на чекање според сите информации. Имаме 5 милиони се. имаме кризирање на јужна граница, блокирање на јужна граница, очекување дека ќе кризира Грција. Имаме во Албанија 3000 терористи на обука. во моментов, Да. на исто место муслиманско Тоа е братство, видувото. муслиманско братство, Фето или Фатула Гюлен и Сорос, центарот во Албанија. Тоа што требаше да биде Македонија. Нашиве треба да се свесни. Значи, прво, имаат охрабрување дека треба да си ја очистат државата од ѓубре. Прв пат има поддршка, еве, македонскиот народ. Ако сакаш, значи, Од како кого? народ. Од Доналд Трамп? Од новата администрација американска нема странска интервенција, нема шанси во Македонија. Тие фрчковци што чекаат, тоа више да забораат. Не може ни Бонд стил да Фатени да ли се се, одцепува војска фатени ли се Николица. многу македонски политичари во проектот или во процесот диво Тоа насилие? ние ќе си мора. Значи вела дека кога е било Стојан Андов е фатен. Стојан Андов, Стојан Андов, значи неделата пред да се деси во мај, диво населје. да се деси, он веќе бил на комуникација викан со овие двајца. Бургер и Стонер. Да. Така да, он е познат по тоа, уште за времето на Вандерштул, кој дојде, ако се сеќаш, у Пулс, да не извести дека човекот е матен. Он е као лисица, се спасува. И Па и околу преку името. законот за лустрација, за да што го предлагаше, за да го исконтролира, за да не може него да го допрат, не сакаше лустрација кога ние почнувавме у Пулс да ги објавуваме. Беше по беше третото блокиран продолжение. серијалот, беше блокиран Така. серијалот. И тоа од Киро Глигоров. Па, види, Киро Глигоров дали знаел, дали учествувал или не, важно, еве, соработувал. Па му бил долгогодишен најблизок соработник под А он знаеше председател на колку, не собрание. му веруваше он на Стојан Андов, ама еве. Влезе во кабинетот на Глигоров по 2008 се атентатот. сеќаш како не тераше да го смениме името затоа што во Грција ќе сме вработеле 270.000 работници, ќе ни тргнело, ќе големи плати ќе сме зимале, нели? Промовираше тоа. По една-две недели рок на Грција у финансиската криза. Сам признава дека со Трајковски и Георгиевски ја разгледувале опцијата за размена на територии. Тоа знам. Non-paperот на Грција, значи non-paperот на Грција 2001 година, кој следи после она што го дава Знам, ја знам и кој го направи тој non-paper. министер за надворешни работи, беше негов кадар, или господинот Керим. Така. Значи, Кој го доби видиш ти non-paperот на како Грција? сите си биле веќе внатре во мрежа. Тоа е тој кадар на кој сметала ЦИА. Они работат со извалкани, искомпромитирани луѓе од претходниот систем. Малиновска. Не е тоа нешто Ние сме ново сега и во нивните деца. Ние сме сега во некоја лимбо ситуација. праша. Политичка криза. Праша дали може да решаваат. Се извинувам. Значи се извинувам. Не сме членки на НАТО. Што можеме да очекуваме? НАТО нема да го очекуваш. Тоа е пораката од Вашингтон. Нема што да барате. Таму билатерално ќе Што тоа соработуваме што тоа во значи? одбрана. Што тоа значи? Сите фази. Од обука, опрема, све што подразбира еден Ако досега договор билатерален. израелците беа стратешкиот партнер, дали тоа сега значи дека Македонија треба да има еден стратешки тоа значи партнер. сега дека Пентагон ќе биде стратешки партнер на Македонија во блокирање на наместо граница. НАТО. Наместо НАТО. Билатерално, значи со Доналд Трамп. Што имаме ние од НАТО? Ништо. Освен барање за промена на име. Не. Ништо. Велиновска, во моментов. Значи, ние немаме сега опасност дека некој ќе не нападне. Албанците се провокатори, така и треба да се земат, освен ако не се наивни, дека и меѓу себе си се чистат не сакајки. СДСМ е вон од игра,
со остатоци од пари, но и тие ќе треба да ги изгубат, бидејќи еве, тоа што знаеме, што треба, кои институции во Македонија треба да си ја земат сериозно работата во свој раце, бидејќи немаат уставни законски пречки. Кои се тие? Прво е Агенцијата за перење пари, тоа потеклото на парите. Прилив на пари, прилив на средства. Све тоа треба да се нотира и за да се пресеча таму, а ако се дојдени да се конфискува. Значи дел од проектот за десориозација, тоа сака да кажете. Не е само така се вика, така го крстија. ОТИ, преку Меѓутоа АЕКОМ, чистење на мрежите. Преку USAID, значи чистење на мрежите. Податоците од нашите искуства треба да се праќат, тоа е соработка. Ентони Леополд Монктон, всушност е големиот играч или големиот шеф на британската разузнавачка структура МИ6 со седиште во Миена. Тој е човекот кој ги предизвикал политичките потреси и политичката криза во Република Македонија. Монктон почна да работи на политичката криза во Република Македонија од 2011 година. Користи две алатки или има два оперативни системи. Првиот систем е Spice Case или случајот шпион и вториот случај е Plot Case или заговор случајот. Во безбедносната заедница господинот Монктон е познат како господинот Одос или господинот Озирис, односно газдата или големиот мајстор на сите тие подземни игри во разузнавањето на Балканот и во Југоисточна Европа. Својата мрежа почна да ја формира од 1986 година и делува територијата на Виена. Учествува во повеќе политички скандали и политички пристушкувања одредени политички кризи од Словенија, Хрватска, Бугарија, Македонија, Србија и Полска. За малку ќе заборавам да ви кажам, почитувани гледачи, програмата или операцијата на лордот Монктон за политичко дестабилизирање на Република Македонија е под кодно име Синдикат. Значи агенција за перење пари. Втората е управа за даноци, како се вика. За јавни приходи. За јавни приходи. Третата е јавното обвинителство, претпоставувам. Јавното обвинителство, но ДБК. ДБК, кој е како швајцарско сирење работено, треба да се ги исчисти тие средните калемените редови, бидејќи уште се активни. ДБК. Не само ДБК, у цело МВР. После средбата со Хан, соопштение имаше кабинетот на претседателот кај што вели при формирање на новата влада ќе инсистира на две работи: зачувување на унитарниот карактер на државата и чистење темелно на безбедносните структури. Што тоа? Генералка, генералка. Ке се тресе секој ќоше. Ако во Америка, која го упропасти светов... Значи УБК ќе биде чешлана. Ти вика дека ќе го суши мочуриштето и се крена, гледаш, целиот естаблишмент во сенка, сите корумпирани, гледај, Обама сега се активира. Ќе води покрет за рушење. Значи, ако таму рефлексиите можеш ли да замислиш, ако таму се дешава вака, какви се на локален терен? Сите имаме за чистење. Дали е нормално? Шефот на ДБК 2001 година, кому се случува големот уво, сопругата вработена во една амбасада, случајно австријска амбасада. Стафот сега што е во петтата управа, во ДБК или во УБК, барем 10 луѓе, сопругите вработени во клучните амбасади. Така да си жив и здрав, ете го тоа. И сега, началникот на ДБК, жена му работи у амбасада. Абе, тоа е као да немаш, веројатно овие во ВМРО си мислеле дека ние сите сме симпатизери на Америка, па ако работат у америчка амбасада, тоа друштво тука заеднички. Замисли, видија логиката. И два пати не пробиват. Среќа него пробија неколку акции што ги спреми Иванов. ДБК. У Бродецу, замисли ако ги пробиеш. Велиновска. 93 година, во книга на еден од клучните оперативци на Балканот на Велика Британија. Значи 93 година МИ6 влегува прв пат во Република Македонија. Агентот Силвер и што е многу битно, Ѓорги Мартиновски, еден од клучните играчи. Го забораваш Тим Себастијан. Значи тој мислам дека има пишувано и таа книга. Тим Себастијан го најави атентатот на Киро и кидна после тоа у Камбоџа. Ја го ловев низ Лондон. Тој е агент.
По неговото пензионирање, после 35 годишен работен стаж во структурите на МИ6 на господинот Монктон, му се отворени 2 фирми на територијата на Виена. Фирмите се водат на 3 имиња. Првото име е Рори Филд, неговата десна рака кој е главен извршен директор со 37 годишно работно искуство. Второто име е господинот Ентони Леополд Монктон, кој има исто така 37 годишно работно искуство. И третото име, или тој е раководител на истрагите, е господинот Едвард Ален. Еве го сертификатот за отварање на првата фирма, таа отворена нека 2015 година со име Vienna List LTD. Таа фирма е фирмата на господинот Монктон, која е регистрирана на името на неговата сопруга. Еве го потписот на господинот Монктон, со која се официализира формирањето на таа фирма. Последните промени на адресата на таа фирма се направени на 8 март 2016 година. Еве ги генералите на таа нова фирма. Вие пишувате за лордот Монктон, човекот кој спроведува операцијата во Македонија, последната операција во Македонија. Се кажува дека тој човек, заедно со господинот Рори, имат формирано фирми 2015 година во Виена. Преку тие 2 фирми, и на Дейвид Стил. Жена му на Монктон, да, номинално е као тројца се таму, значи и фирма на Дейвид Стил. Преку тие фирми се собирани информации за компромитација на Доналд Трамп. Многу ќе се отвара. Што велат госпоѓа Велиновска? Кај се британците сега у целата ситуација? Британците си се дупљаци, они совршено добро, пошто стварно имаат интелигентна, не е дека ги поштувам, него знам дека имаат функционална, интелигентна логистика, политичари спремни и они имаат визија за себе. Они знаеа дека ќе пропадне проектот на глобалистиве. И излегува. Знаеа дека не може да победат. Со инстинкт и искуство знаеа и избегаа со Брекзит. Рори Филдс е најблискиот соработник на господинот Монктон или негова десна рака. Всушност тој е човекот кој со господинот Монктон ги реализираат сите тие тајни операции на Балканскиот полуостров. Неговото име и името на господинот Монктон, како што претходно кажавме, се поврзуваат со можниот атентат на поранешниот српски премиер господинот Зоран Џинџиш, колку е тоа точно ќе покажат истрагите, иако сите сомнежи не се на некој начин архивирани, адаптирани изминатите 15 или изминатите 20 години. Во врвот на својата кариера, господинот Рори Филдс е јавен обвинител на таа островска држава Белизе. Всушност во неговиот мандат се отварат аферите со Белизе, кои требале да ги дестабилизираат владите на одредени балкански држави. Зошто господинот Монктон и господинот Рори Филдс се интересни за оваа наша приказна, посебно за таа наша комуникација со администрацијата на господинот Доналд Трамп во текот на 2015-2016 година, кога се гледа дека господинот Доналд Трамп може да победи на претседателските избори во Америка. Преку фирмите на господинот Монктон и неговиот соработник Даниел Стил се барат одредени докази кои треба да го дискредитираат господинот Трамп. Тие докази се барат на територијата на Словачка, на Чешка и на Полска. Рори Филд е десна рака, најблизок соработник на лордот Монктон. Да. Бил јавен обвинител во Белизе. Да. Можеме да направиме. Таму дека ќе требаше да бидат кенгурските обвинителства. Обвинителства, нели? Од Белизе. Негов најдобар пријател. Таму им е и седиштето на фирмата. Значи, негов најдобар пријател на овој Рори Филдс е господинот Прибе. Вела дека тоа е најблиска конекција која МИ6 може да ја поврзи со Прибе. Еве, тој е пријателот на Рада Шекеринска, она што му го пишува извештај. Сите сакао, преко свински црева се поврзани, разбираш? Знаеш што е страшно? Кога ја читаш оваа доктрина, ќе ти стане јасно. Многу е проста шемата. Само ако се организираш, ако ја сватиш опасноста и ако се само заштитиш, ова ќе го избегнеш. Сега кога се е трендот на пад, готова, ЦИА и другиве организации ќе пројдат низ катарза. Чистење мора за да се вратат на основите за што постојат. Ние сме сега стардина на втора фаза. Првата фаза. Добро, ти си по фази, бе, фази не знам, ја знам дека финале се игра. Кризирање и избори.
Поделеност на Македонија горе-доле 50-50, Не е 51-49 И тоа е фингерајка. во ред, но тоа е моделот. Втората фаза формирање влада, трета фаза уставни промени и промена на името. Ние сме сега некаде втора фаза. Како да се спасиме од таа втора фаза за да не влеземе во промена на устав и промена на име? Има начин на действување. Сакаш избори за да некој може да се распишат избори, може. Сега може. Парламент е формиран, подпишани им се решение. Може да се иде на избори. Нема председател на Зашо? парламент. Председавач на парламент не може да распише избори. Нема председател на парламент во моментов. Како не може? Собранието може Има и да тој, распише. има и тој ингеренција. Може да председавачот. распише избори. Пред време државата прво вака не размишљај као за нормална ситуација. Криза е. Криза која може да заврши, да речеме, погубно. За среќа не може. Да беше старата администрација, да, до сега ќе завршеше погубно. Не може. Значи ти имаш да распишеш избори, нова влада која нема да има мандат од 4 години, него ќе мора да распише. Ќе мора да распише референдум за попис, ако се буни некој да или не може ќе го блокира преку парламент, за попис и референдум за промена на после тој попис за уставотворно собрание, промена на устав, враќање, тргање октроираните делови од уставот, посебно преамбулата, мора да има стопан македонската држава. Во ред. И Велите, после тоа, значи после тие избори, од кои ќе си ја заврши работа, тоа е 10 дена. Делегатите во уставотворното собрание го ја даваат содржината на уставот, се изгласува уставот и си заминува. Не може албанци ќе си правеле паралелен, па ќе сме се отцепуеле други институции, тогаш ќе игра стапот. Или Велиновска, војска или ова. Велиновска, за да се распушти парламентот и да судим избори, 61 пратеник. Во моментов, ВМРО нема 61 Па пратеник. што ако нема? Од кај ќе обезбеди 67? Како може ЦИА да обезбедува, не може македонска партија. Ќе има ли сила државата да суди луѓе за веле предавство? Ќе има. има. Ова сегашна? Ама, Мислите ќе најдат обвинител кој може да покрени да, истите тие обвинение? обвинители што се плашливи, кои ќе сватат дека можат да не бидат ни обвинители, а може да бидат обвинети за соработници по закон и по устав, ќе видиш како ќе станат професионалци. Што е ова? Тинтрање. Не можам ја сега, кај ме најдовте баш сега мене. Или работиш по устав, или што седиш таму. Нема да се плаќаат таквите. Значи во наред... Имаш средства, губење на граѓански права, доживотно, времено, имаш све што важи у меѓународно право, важи и овде. Ке ти го конфискувам имотот. Овие што зимаат од УСАИД, од Сорос пари. Даночна стапка до 100. Нема да видат аир, ни на пара, ни на ништо. За злосторства против собствената држава, за нарушување на поредокот, за доведување во опасност на целото население, за територијалниот интегритет. По сите основи ќе одговарат, и по устав, и по закон. Баш да видам како ќе се бранат. Имаше Амстердамска тројка. Види. Може ли нова контракторска екипа да му се направи на никој? Дефектори се тие. Дефектори ли се? Една му спакува, не успеа. Јас сум убедена дека во ВМРО, ако продолжи да не се чисти од внатре, дека пак ќе активираат некоја дефекторска групација. И тоа веројатно ќе се чудиме колку се блиски до врвот. Не сега, види, оној што е нападнат, а ЦИА е нападната. Ке се брани. Со сите можни средства и остатоци од мрежи. Додека не... Па не им е раскината мрежата. Не, мрежата е Горе, испокината. но тука не е. Епа, види, тоа е испокината. Сега имаш ти едно ниво кое функционира, другото не функционира. Да речеме, амбасадорското Во не моментот функционира. Майк Пенс
Подпредседателот не ја Ама ремонтира не се мрежата. знае до кога може Пенс ќе постои и ќе дочека да биде убиен Трамп. Ама може и обратно да се деси. Трамп да го очисти Пенс ако го фати на дело дека не действува. Едниот отиде, нели, као жртва, као курбан, а овој другиот да го остави стафот замрзнат унутра. Па тоа мочуристето у Белата куќа у Вашингтон ќе си продолжи да живее. Тогаш не направил ништо Трамп. Целата структура на ДУИ, кој потекнува структурите на УЧК до 2008 година, се под контрола на француските разузнавачки структури. Кога 2008 година тогашниот француски председател господинот Саркози одлучува да ги расформира француските разузнавачки структури и да ги дислоцира територијата на Балканскиот полуостров, структурите на ДУИ и структурите на УЧК потпаѓаат во рацете на американската ЦИА. Во рамки на Косово или на косовската политичка сцена, кој има битно влијание врз македонската политичка сцена. Поделбата е следна. Господинот Хашим Тачи беше соработник на француските служби и не си има блиски релации со американската ЦИА. За разлика од него, господинот Рамош Хариденај секогаш имал блиски релации со британската МИ-6. Косовскиот премиер Иса Мустафа и структурата на самоопределување во Косово се блиски со германската БНД. Германската тајна полиција БНД преку својот агент кој е познат во културното, политичкото и журналистичкото милје на албанскиот кампус на територијата на Република Македонија е инфилтрирана и во партијата БЕСА. Тој човек за тие своји активности преку централата на БНД во Тирана и преку една голема албанска телевизија, чиј дописник е тој од територијата на Република Македонија, месечно му плаќа 2500 евра. Тој е човекот кој има една единствена задача, како да ја оттрни партијата БЕСА од влијањето на Тајип Ердоган и да ја приклони кон структурите на албанскиот национализам. Под негов притисок и негово делување партијата БЕСА ја потпиша таа сеалбанска платформа, чиј патрон е албанскиот премиер Еди Рама. Во моментот, Македонија е позначен стратешки партнер за Трамп во споредба со Албанија. Да. Не, Албанија е опасноста за Проектот. администрацијата на да. На Трамп. Да бидеме ти си попрецизен за проектот да ја направиме Америка голема, односно да ја очистиме од Албанија голема. Од ѓубрето естаблишментско до сега што е оставено, а Албанија е дел од проблемот. Бидејќи таму, таа е земјата каде што последен стапна бившиот директор на ЦИА, бараше од својот штитеник Еди Рама да ја дестабилизира ситуацијата на Балканот, за да може пак да ќарат некое време, па да организираат конференции, па да менјаат влади, па све, што поише хаос да се направи, за да може овој да биде неуспешен. Или да го натера да се инволвира пак у интервенции странски и тоа. И затоа е пуштена таа платформа. Како процена од британците и администрацијата на Клинтон и на Обама во заменување, слаб е на човечки ресурси Трамп за Балканот, ќе кризираме во Македонија и на Балканот. Тоа се нивните Па не е процеси. само во Македонија, баш цел Балкан го кризираат, као што гледаш. Нели? Трамп Нигде не. ќе притиска за промена на име. Нема шанси. Тоа прашање заборавате. Нема да се занимава со тоа. Знае дека е тоа непристојно. Нема да може тоа да го прави. Лобирањето е замрзнато. Кога е замрзнато, тоа значи дека и грчкото лоби е замрзнато. Не може да купува, да плаќа сенатори, конгресмени. Ти мислиш дека за џабе му се лути на Трамп? Ги донесе тие executive orders. Исполнителни се. Значи во наredните 10 месеци ние треба да се завршиме Ние нашата домашната работа. задача. Дали има сила, има сила. Македонија ќе си ја најде. Да. Она е сама сега на сцена. Така рекле. Не чекајте од нигде помош. Балкани 10 месеци. Валкани, возбудливи, ја само сакам да ти кажам. Уопште не е страшно
И драматично, прв пат се согласувам со тој словенец ли, што е тој Жбогар. Жбогар. Не драматизирајте. Ние сме склони, некој ќе каже нешто лошо и ние нема. Него има Шпанија живееше 18 месеци без влада. Белгија 2 години. Никој не падна у несвест. Ке има влада, ама јас пак ќе кажам, таа нема да биде со долг мандат. Додека не се структурира чиста политичка или плурална атмосфера во Македонија. Овие партии што ги знаеме, некои од нив ќе згаснат, овие дефекторите во претходнава серија, значи Лазаревик, Димитров и Кекеновски. Нели тој од нигде се појави. У ВМРО беше, неуспешно беше кандидат за председател. Имаше кандидатура за председател. Се наути зашо него играат и стана, види го, дефектор. Ги разоткрија, ги шитна. Кој знае кои се сега следниве со кои работеле у меѓувреме. Значи, таму треба да се очисти, самиот кажуваш, СДСМ е пуна. Дуи. Дуи веќе не ни крие, они, нели, Питер Феј, се гордеат они. Се гордеа, сега више нема да се гордеат, пошто ќе бидат оставени сами на себе. Па кој ќе преживее и ќе раскажува. По моја проценка, најстабилен и најчист ќе биде овој, како се вика, Мендух Тачи. Не го симнаа од црна листа, не слуша ни Тирана ни Приштина, не го играат, не мрдна ни горе ни доле. Он може да преживее и да порасне. Ахмети сега му е послед, ама унутра му се напукани странски службеници. Тој што му е споксмен, Артан Груби е агентура на Холандија. Таму каде што е Холандија покриена со агенти, таму е и ЦИА. Контрактори се. Така да, чистка или генерална чистка, затоа се вика темелно се менува поредок. Се менуваат правила на игра. Се менуваат фундаменталните принципи на кои ќе се заснова светската конструкција, но и законите, моралот, нови вредности, нова парадигма која се гради. Тоа е темелна и болна е. Нова Македонија. Сега, оваа Македонија треба да се ослободи од нашите штази, стари, значи, кодоши, кои прешле унапредено во НГО активисти, односно станале соросоиди, и уште се петљаат во валканите работи, ги одработуваат за странски служби. Она што пишува таму у доктрината. Работат на декомпозиција на националното ткиво. Сам си сведок, нападната беше у собрание, до хистерија беше доведено појавата на македонска енциклопедија. Еден колосален, дури и да е фаличен проект, може да се дополнува, нели? Но Македонија меѓу 26 народи во светот се броја, значи, со своја енциклопедија. Направија све да ја урнат. Попуштија институциите као Ману и државата, владава, се повлекоа кој уплашени. Значи, такво однесување, повлекување пред закани со сила е недопустиво ако сакаш да бидеш држава во права смисла на зборот. Така го деморализираш ти населението. Така ги пушташ унутра да те работат, да те сврдлаат, да ти поставуваат нагазни мини, да ти калемат сливи. Штом не се брани организмот, имунолошкиот систем не произведува антитела која го напаѓа надворешен вирус, ќе го нападне болеста, ќе го кутне и ќе го умре. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Не се гледаме идната недела во истото време, почитувани гледачи. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.